Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите емисија составена од 3 ексклузивни парчиња. Ексклузивно интервју со Никола Каваев, човекот кој се обидуваше 3 пати или имаше 3 обиди за атентат врз Јосип Броз Тито, и интервју со авторот на Вучко или маскотата на Зимските олимписки игри во Сараево и една ексклузивна репортажа од селото Кумровец или родното место на Јосип Броз Тито. Интервјуто со Никола Каваја го снимевме само неколку месеци пред неговата смрт. Некаде пред неколку години објавивме 5-6 минути од тоа интервју, а договорот беше дека поголемиот дел од интервјуто или 90% од снимениот материјал ќе го објавиме по неговата смрт. Бидејќи се исполнети условите за емитување на тоа интервју, во емисија ние ќе презентираме 40 минути од интервјуто со Никола Каваја или човекот кој во периодот од 1963 година до 1978 година во 3 наврати се обиде да изврши атентат врз Јосип Броз Тито, човекот кој беше осуден на 66 годишна затворска казна или 2 доживотни затворски казни во новиот Алкатрас и човекот кој некаде 20 години пред појавата на Осама Бин Ладен имаше киднапиран авион и со тој авион сакаше да ја скруши зградата на Централниот комитет на Сојузот на комунисти на Југославија во Белград. Кој е Никола Каваја и каде е роден? Каваја Никола, Србин, Црне Горе, из Ријечке Нахије, а роđен sa 1932. godine u Peći. Американците и британците тебе како Никола Каваја те означуваат како човек кој е ловец на главата на Тито, со човек кој цел живот свој го посветува да губи Јосип Броз Тито. Дали така се доживуваш ти? Ja, kaže, vidiš, ja sam od Amerikanaca sam bio, kaže, ti regrutovan u Ameriku, ja sam za Amerikanaca već radio aktivno od 57. godine do 71. godine. Sve akcije koje sam završio na teritoriji zapadnih država, slobodnog sveta, završio sam i sa puno volje, sa puno, kaže, elana, jer sve, kaže, ti nije toga zadatka bilo što ga ja ne bi izvršio, da li je to Jugoslavija ili Sovjetski savez ili Kuba. Ja sam bio spreman svoj život da položim u borbu protiv komunizma. A što se tiče, iza svake akcije su, kaže, bili Amerikanci koji su nas podržavali. I protiv Tita, ja sam učestvovao, kaže, 3 puta u atentatu na Tita, 1963. godine, 1971. godine, 1978. godine. Денес завршија Зимските олимписки игри во Јужна Кореја и помалку носталгично се потсетивме на Зимските олимписки игри во Сараево пред точно 34 години. Вечерва ќе имате 8-минутно интервју со Јоже Тробец, авторот на маскотата на Зимските олимписки игри во Сараево или популарниот Вучко. Вие бевте автор на Вучко, или оној заштитен знак на Олимпијадата во Сараево. Да. Тада тоа е било 1982 године, када е био овај конкурс, свејугославански конкурс за израду маскоте за Олимписки игри. Вие бевте автор на ова маскота Вучко, кој беше всушност заштитен знак на Олимписките игри во Сараево 1984 година. Тако, јас сам се јавио на све југославански конкурс за израду маскоте за Олимписки игри. Тоа е било 1982 године. И добро, како се решивте за Волк? Вучко, Волк. Знате, јас сам увек радио сам у дизајну. Онда кад се почнем с неким проектом, онда си зацртам неке тачке, не знам, краеви, шта знам, појмови у чему. И кад сам се, шта знам ја у Сараеву и тако, онда сам ја написал Јахорина и Вукови. И био сам, кад сам био још, мислим, неко млад, око 10 или мање година, мислим да сам читал неку книгу о Вуковима на Јахорин, не знам. То сам имал у глави Јахорина и само и ја, кад сам направио овај за конкурс цртеж, јас сам му дал име Јахоринко. Значи не Вучко, не Вучко, него Јахоринко. Тако му и био кад сам слао на конкурс, а онда су због ширек погледа
na sve oni izabrali i dali mu ime Vučko. Кога ти одлучуваш да влезеш во армијата југословенска? Никој мене не одлучил за Југословенску народну армија, потичем из војне породице. Ми, каже, потичем još od 1452. godine iz vojničke porodice. To je nama bilo u tradiciji. Mene su džedovi, stričevi bili kod kralja Nikole, crnogorskog kralja i knjaza. I to ništa nije čudo, kaže, moje su braća sva bili, kaže, oficiri Jugoslovenske narodne armije. Ali braća od 48. godine su stradali, kaže, kao i fombirovci. Čak se ima jednoga brata koji je poginuo kao komandant bataljona u tvojoj Makedoniji, u Bukoviku, 42. ili 3. godine, kao partizan. Кога станаш пилот на Југословенската армија? Ja sam bio pilot, vstupio u pilotsku vojnu akademiju kao dečak od svojih 16 godina, 48. godine u Pančevo i ostao sam u Pančevu. 48. sam zapravo stupio, 49. prebačena vojna pilotska škola u Mostaru i završio sam u 4. klasi Vojne pilotske akademije u Mostaru. I postao sam aktivni potporučnik pilot. Каде си на служба во тогашната Југословенска армија? Od 1951. bio sam aktivni pilot do 1953. godine, decembra 12.53. godine. A pitonom sam bio od 1948. do 1951. godine. Од 53. до 57. година си во затвор во Југославија? Ja sam pripadao jednoj, kažem ti, tajnoj organizaciji koja se stavljena, kaže, od oficirskog kora JNA. U toj organizaciji bilo nas 92 oficira aktivnoga. Oficira, podoficira na teritoriji, kažem, čitave Jugoslavije. Ова е селото Кумровец во Хрватско Загорје, 1892 година. Туку е роден Јосип Броз Тито. Селото Кумровец е еден од 5 најзначајни символи на поранешна Титова Југославија. Ова позади мене е куќата кај што е роден Јосип Броз Тито на 7 мај 1892 година. Во ова куќа е роден Јосип Броз Тито. Иако ние го славиме 25 мај како ден кога е роден Јосип Броз Тито, фактички тој е роден на 7 мај, а 25 мај се слави како ден на младоста и всушност ден кој официјално е прогласен како роден ден на маршалот Јосип Броз Тито. Па дури кога е оној десант на Дрвар, германците и Хитлер всушност ја прават таа операција Конски скок, со која сака да го заробат Јосип Броз Тито на 25 мај, бидејќи е официјализирано дека тој е роден ден на маршалот Јосип Броз Тито, иако фактички тој е роден тука во ова куќа позади мене на 7 мај 1892 година. Ова позади нас е родната куќа на Јосип Броз Тито, значи тука е роден Јосип Броз Тито. Tako je, ovo je rodna kuća Josipa Broza Tita. Josip Broz Tito rođen je kao 7. dijete u obitelji Broz. Kuću je izgradio 1860. godine njegov djed. Селото Кумровец се наоѓа на самата граница помеѓу денешна Република Хрватска и Република Словенија. Значи веднаш позади нас се наоѓа таа гранична линија помеѓу Словенија и Хрватска. Мајката на Јосип Броз Тито, Марија Јаворшек, е родена од таа страна на границата, значи е словенка. Јосип Броз Тито до својата 8 или 9 година живее кај неговиот дедо во словенска територија или на словенска територија. На 8 на 9 години кога треба да појде во основно училиште, се враќа тука во Кумровец, воопшто не го познава хрватскиот јазик, затоа го понавља или го повторува првото делење. Дури подоцна почна да го учи хрватскиот јазик, иако до крајот на неговиот живот воопшто има проблем со тој хрватски акцент и многу повеќе тој говори и на гласокот му е словеначки. Колку луѓе има денес Кумровец? Колку луѓе? Колку жители? Kumrovec je jedno vrlo malo zagorsko selo koje bilježi 500-tinjak stanovnika i sastavno je mjesto općine Kumrovec, a cijela općina Kumrovec ima oko 1200 stanovnika. В 57 година ти бегаш од Југославија и одиш 3 години си член на легијата на странците во Алжир. Ja sam pobegao 57. godine, a pre toga ja sam suđen, kaže, do strane Vojnog suda 5. vojne oblasti u Ljubljanu na 18,5 godina. Zatvor. Ja sam, kaže, pobegao kad
ispala jedna, kaže, pobuna u zatvoru Pobreška broj 20 u Mariboru. Tu je ubijeno, kaže, 7 zatvorenika, to sve, kaže, bili bivši Titovi oficiri u zatvoru od strane, kaže, ti vojske i UDBE, to je bila pobuna. Tada je umro Mošo Pijada 57. godine aprila i ispala, kaže, jedna demonstracija koju niko nije, kaže, organizovao. Ili zatvorenici nisu, kaže, imali smo više mržnju prema Moši Pijadi nego prema Titu. Zašto? Što je Mošo Pijada pravio te zakone. Znači, ti si vo zatvor vo Maribor, tamo se slučuje odredena pobuna, posle ubistото на 7 офицери и вас ве транспортират на пат до Голи оток. Да, Голи оток и измеѓу 16. и 17. августа 1957. година, каже, sa jednim Slovencom, zvao se Perš Viktor, poručnik je bio isto JNA. Ja uspevam s njim da pobegnem iz zatvora ispred Zidanog mosta 1957. godine, oko 1-2 sata posle polnoći toga transporta. Zapravo nas je bilo trojica. Bio jedan muslimanin, on je ubijen, a ja i ovaj Slovenac smo uspeli, kaže, da pobegnem. Ja sam bio povređen od lisica u ruki, dan danas imam taj ožljek i glava tu, ali, kaže, ja sam iskočio iz voza. Sad nećemo da ulazimo u detalje kako je to sve se odigralo. 17. noći avgusta prešao sam granicu 23. posle 6-7 dana. Prešao na teritoriju Austrije, prijavili se, kaže, ti policiji, prebačeni za Graz, Beč, kaže, ti u 7. armiji, kaže, Sjedinjenih Američkih Država u Mihenu. Tu sam ostao 2 meseca ovim mojim kolegom Viktorom, dobili smo političke azile, ostali smo u Evropu. A ovo je maskota koja je vjerojatno prva izrabotena. Da, ovo je prototip maskote, kako kažemo, 3D. Može da je vidim. Ja samo izvolim. Kamerite da možete gledačite da je vidat. Da. Znate, ja sam tada, kad sam radio ovaj dizajn, onda sam ja iskicirao kako bi izgledao kao figura, jer je bilo potreba po izradi maskote. Onda sam tražio ovdje u Sloveniji ko bi mi to napravio, ali nisam dobio čovjeka koji bi mi napravio kako bi ja htio. Onda sam ja već sam počeo da ga radim. Onda mi neko preporuči u Sarajevu jednog lutkara, Ivicu Bileka. Mislim, mi smo se upoznali, sastali u Sarajevu, ja sam mu predao moje crteže i mogu reći, kad je on to izradio i dodao ono što je on znao, ja sam skoro plakao kad sam ga vidio, jer to je onako vrhunski izrađena figura. Ja mislim da ni pre ni posle niko nije tako dobro i 3D izradio neku maskotu kao taj Ivica Bilek. I kako vleguješ во Legija na stranci? To je malo sad duža priča. Ja sam, kaže, počeo da radim, kaže, na prikupljene vojnih informacija sa teritorije Istočne Evrope. За потребите на американците? Sa Amerikancima, tad sam ja već postao su obaveštaj Sjedinjenih Američkih Država. I moj, kaže, delokrug, moj rad je bio, kaže, prikupljene podataka iz Istočne Evrope. Iza gvozdene zavese, Poljska, Česka, Mađarska, Rumunija, Jugoslavija, kažem, Bugarska. Ja sam kupio te podatke, imao sam sve prepostavljeno, to sam ja opisao i napisao u knjigu. Ja sam knjigu napisao komandos ovog što je ovdje. Vidiš, kaže, na osnovu, kaže, ti obavještajnih služba Sjedinjenih Američkih Država, NKVD-a, Jugoslavije, Kosa, UDBE, Masada i tako dalje, kaže. Ja sam napisao jednu istinu tu knjigu, nije sam sve naveo, kaže, jer ja i opet imam, kaže, ti obaveze nešto da ponesem, kaže, Bogu ili đavolu, kaže, ti kad otiđem tamo na drugom svetu. Nešto se može da kaže, nešto ne može. Znači ti во соработка со американците влегаш во Legija na stranci во Франција, во Алжир? Jedno ubistvo se desilo, kažem ti, u Nemačku, kažem ti, za kojeg ja nisam imao, kažem ti, uopšte nikakve veze. Ubijen jedan čovjek u Mihenu, taj se čovjek zvao Stanislav Bandera. Stanislav Bandera je bio u Ukrajinu, kao što je bio Ante Pavelić u Hrvatsku. To je bio jedan fašista koji ima, kaže, vojsku svoju za vreme Drugog svjetskog rata 450.000,
koji su sarađivali sa Nemcima, bili pod komandom Wehrmachta. I mi smo bili na jednom skupu obaveštajaca iz istočnih zemalja i on je tu bio. Šta je bilo, kaže, kada je ovaj ubijen Stanislav Bandera, on je ubijen u hotelu u Mihenu, kaže, nađe mu glava, kaže, ti u kantu za đubre. И смета дека вие сте го убили. И факат su toga čovjeka ubili, poslije se to bi se objelodanilo. Ubili su ga ti dva agenta. Oni su radili, kažem ti, za obavještajnu službu NKVD, Sovjetsku obavještajnu službu. Mene ništa nije preostajalo, kaže, imao sam tamo, kaže, dobrog prijatelja, pukovnik obavještajac koji je prisutan tu bio, kad sam ja kazao da li je taj čovjek, kaže ti, Stanislav Bandera, zašto ga ne ubiju, kaže ti, to je bio moj Crnogorac, kaže, inače pukovnik, Velimir Piletić. Ja sam došao od njega u Parizu, jer mi Amerikanci su, kažem ti, ja sam bio agent američki. Oni su mi savjetili da ostanem. Ali mene, kaže, jedan čovjek, kaže ti, jedan moj prijatelj koji uopšte nije Jugoslaven, nego Rus. Kaže, Nikola, ti si mlad, napušta, kaže ti, Evropu. Ja sam tako otišao u Parizu, iz Pariza ovaj mi je, kaže, Crnogorac Veljo Piletić, pukovnik, dao savjet, kaže, da ide, kaže ti, u Marselju, došao sam u Marselju, kaže ti, prijavio se Legiji stranaca iz Marselja u kaže ti, u Alžiru, u Oranu. И колку време си тамо? Ja sam, kaže ti, stupio u Legiji Francuskoj, mislim, u Marselju, za Marselja, u Alžiru, iz Alžira, kaže ti, ostao sam u Alžiru, u Oranu, na ratišta do 61. godine. Значи учествуваш во тие војни во Алжир, што се случуваат и интервенцијата на Франција во Алжир и така? Pa vršili smo, kažem ti, borbe, kaže ti, ili alžirski narod je tražio nezavisnost. A mi legionari, to je prava legija, stranaca bila, to nisu Francuzi bili, to su stranci bili. To je bilo naši Jugoslavijani 1800, kaže, Nemaca je najviše bilo. To je, kažem ti, sačinjavali, kaže, 70% bili su Nemci, kaže, ostaci, kaže, korpusa maršala Romila koji su borili u Afriku. Poslije, kaže, pada Njemačke, oni nisu htjeli kao vojnici se vratu, kažem ti, da budu pod udar, kažem, sudovan, kažem ti, savezničkih trupa. Pristupili su, kažem ti, legiji, borili se časno i pošteno u Indokini, kažem ti, Laosu, Vijetnamu, Severnom, Južnom, Kambođi, po čitavoj, kažem ti, Južnoj Aziji, Afrike. Значи, да сумираме приказната. Ти си неоправдано обвинет или паѓа на тебе сомнеш дека учествуваш во убиството на Станислав Бандера и ти после тоа убиство, кога се расчистува, одиш и се пријаваш во Легија на странците. Tačno, kažem, uopšte sa tim ubistvom Bandera, ja uopšte, jedan je put video na tom tajnom sastanku, gde su bili obaveštajci iz istočnih zemalja. To sam ja njega prvi put vidio i posljednji put. Uopšte, ali sam ja bio... А тој состанок го организират американците? Pa to je sve bilo pod okriviteljom, kaže, Amerikanaca, Engleza i Francuza. Значи тие нивни тајни служби се работат во тој период? Emigranti su svi radili, kaže, za neku tajnu službu. Za jednu, za dve, pa može biti 4-5. A bilo dosta tih agenata koji su radili i za Engleze, i za Francuze, Amerikanci, radili za Sovjetski savez. Кога ти заминуваш во Америка? Vidi, nas je povukao s Afričkog kontinenta predsjednik Pete Republike, general de Gaulle. Mi odlazimo za Korziku, ostajemo u Korziku. U kasarnama nas je bilo, kaže, oko 25 do 30 hiljada legionara. Ili legionari ne mogu da se stacioniraju na teritoriju Francuske. Jedan Francuz tada nije mogao da bude legionar. To su sve stranci bili. Komandno osoblje su bili Francuzi. Ti da bi stupio kao Francuz u francusku legiju stranaca, ti si mora da otiđeš u Kanadu ili, kažem ti, u Novi Zeland ili po tuda da stupiš, a kao podajnik francuskih ne. Kažem, ja sam, kažem ti, ostao tu 3-4 meseca na Korziki. Poslije sam dobio signal od Amerikanaca
Premda sam, kaže, stalno bio u kontakt s Amerikancima i nas 24 legionara smo otišli sa jednim avionom i čudo, znam i Siriju aviona, sa švajcarskim avionom. To je bilo u tom avionu, kaže, sigurno oko 150 Jevrejan i nas 24 legionara. Došli smo, kaže, 61. godine, septembra, došao sam u Sjedinjene Američke Države. Ali tu sam jedno preskočio. Ja sam prvi put u Sjedinjene Američke Države došao 1959. godine iz Afrike. Bio sam u Americi, došao, ali ne pod mojim imenom. Bio sam na obuku 9 mjeseca u Fort Dix, New Jersey. Obuku završio sam i vratio sam natrag u Alžiru. Cijelo vrijeme ti si začeval kontakti s CIA? Sa ljudima, Amerikancima. Da li si ti u jedan period i nekakvi formalni vrski s CIA, s amerikanskата армија, с Не, ја sam имал контакти со Централна обавештена служба Сјединените Амерички држави СИО. Не си бил во служба во американската војска? Ја sam попадал под америчку војску во злопловство. Колку години си во служба во американската војска? Од 1961 до 1971. Значи ти чим стапнеш на територија на Америка, ти се веќе вработен во американската војска? Ја sam radio za američku војску кога sam bio na Afriku. И за njegov čovjek. Во делот на разузнавањето? Разузнавање. Они su znali, kaže, ovi nisu znali. Ja sam stupio da radim za običnu službu Sjedinjenih Američkih Država 57. godine, kad sam došao u Nemačkoj. И кога ти би требало да се дефинира сами од себе си, дали би се нарекол дека си командос на американската војска? Да, ја sam командос америчке војске био. И од таа позиција ти работиш на 3 атентати врз Јосип Броз Тито, кој во тој период формално има добри односи со Америка. Тито никад nije, kaže, amerikanska obaveštajna služba. Prvo da je Centralna obaveštajna služba CIA, ona je osnovana 1947. godine. Ranije se zvala, kaže, njegova obaveštajna služba M5. To je vojna obaveštajna služba. Poslije CIA se, kaže ti, CIA vas da je, kaže ti, održavala svukuda gde su bili nemiri, revolucije. Ako se pojavi pokret, drži levi i desni, kao što je bilo od 1941. do 1943. godine u Jugoslaviji su podržavali od 1941. do 1943. godine Draža Mihajlovića, od 1943. kaže pa na ovamo Josipa Broza Tita. Tako, kaže ti, Kastra, kaže, CIA dovela Kastra na vlast. CIA dovela, kaže ti, generala Pinochea, kaže ti, u Čile. CIA, kaže, u svim, kaže ti, to su, kaže, obaveštene službe, kaže, koje, kaže ti, oni nekad promašu, kaže ti, na pravu grešku, kaže ti, oni, kaže, pipaju puls naroda, osjećanje, kaže ti, revolt u zemljama. I jedno da mi kažem, Amerikancima nikad niže ne ide, kaže, u dobro gdje vlada blagostanje. Kaže, oni imaju interese gdje su nemiri, gdje mogu da postavu, kaže, svoju, kaže, ekonomsku moć. Niže oni, kaže, Amerikanci, ako je nekoma dao, kaže, $1, on mora da ima profita na taj $1, $10. Ова мало поточе помина покрај куќата на маршалот Јосип Броз Тито, некаде 4 до 5 метри оддалечено од самата куќа, и ова поточе минатата пролет, почитувани гледачи, се претвори во матна и во брза река која го поплави целиот овој крај, вклучително и куќата на маршалот Јосип Броз Тито, поради тоа куќата и не е отворена за посетители и вие можете само екстериерно да ја видите куќата. Може да се види тука на самата куќа одредена жолта линија која некаде во висина околу 60 до 70 сантима, до таму значи била вода дојдена до самата куќа, било се поплавено внатре, дури дел од артефактите и дел од овие работи кои биле во куќата, едва ги наоѓале тука по самиот двор и по реката, билејќи водата била толку брза и толку надојдена што све однела внатре од самите подруми. Колку што може да видите, пишува тука на таблите дека куќата не е отворена за посетители, затоа ние ќе прикажеме само однадвор куќата, меѓутоа може многу јасно да се види таблата дека е тука роден Јосип Броз Тито.
Ова е резиденцијата на маршалот Јосип Брос Тито во неговото родно место во Кумровец, како што може сами да видите, почитувани гледачи, стана збор за една типична загорска куќа, се разбира многу поголема и многу подобро уредена и изградена во споредба со тие типични загорски куќи. Во оваа куќа позади мене, за време на тие свој 25 посети на Кумровец престојувал маршалот Јосип Брос Тито. Нема официјални потврди дека за време на тие 25 посети на Кумровец после периодот на Втората светска војна, значи во тој период од 45 до 80 година, маршалот Јосип Брос Тито во оваа резиденција да има угостено некои од познатите светски државници, кои што тоа го правил на Бриони, во Ванга, Брдо Какран или во Караџорџо. Меѓутоа, мештаните тука сметат поради фактот дека Кумровец е едно од најпознатите села во светот и поради фактот на оној зголем и незаселен интерес на големите светски туроператори за оваа дестинација, дека кога би бил комерцијализиран овој објект, тој би бил едно топ дестинациите кои им биле понудени во букингот на овие големи туроператори на она елитна светска туристичка клиентела. Велат луѓето кои се постари дека Јосип Брос и за време на својот живот доаѓал во Кумровец, можеби не толку често колку што тие сакале, и тоа најчесто го правил ноќе како не би предизвикал поголема, не знам, гужва, како што не би го нарушил комодитетот на луѓето. Доаѓал ноќе, се среќал со своите роднини и своите пријатели и си заминувал. Јосип Брос Тито дошao je u Kumrovec 25 puta, tako je zapisano u povijesnim dokumentima. Kada bi dolazio u Kumrovec, prvo bi posjetio ili najčešće bi posjetio učitelje, školu. Кога одлучуваш да го направиш првиот од трите атентати врз Јосип Брос Тито? И како оди целата таа операција, како оди целата таа постапка? Кажем ти, за тога, кажем, неće да улазим у детали или далеко, кажем ти, за све тоа, кажем ти, се знали со они кои треба да знају, кажем, и за нас се стојала, кажем, Централна обавешна служба Сјединените амерички држави. Значи, кога правиш првиот атентат врз Тито, тоа 1963 година во Јужна Америка? До 1900, кажем ти, од 1963 до 1971 година. Значи, кога одлучиш да го правиш првиот атентат врз Тито, тоа 1963 година, за тоа знаат американците. Тога си се уште едини човек. Не знаа влада Сјединените амерички држави. Знаат ЦИЕ. Знају агенти ЦИЕ кои су радили со мном. То су мои препоставljeni, мајори, пуковници, потпо. И они дају, кажем, инструкции, што треба. И тие ти даваат зелено светло дека можеш да учествуваш во убиството на Јосип Брос Тито. Не само, ми смо киндаповни, кажем, Тито е представник, кажем, нека и поубијани, кажем, кој емиграција. Добро, каде треба се случи тој прв атентат? Слушај, првиот атентат е, кажем, ми смо знали, кажем, ми смо обавештени, кажем, од Централна обавешна служба, а ми смо унутра били. Ми смо знали за Тито долазак у Јужна Америка 63 година, неđe маја, јуна месец. Да ќе онда дојде у Америку. Значи неколку месеци пред да дојде? Па сигурно, кажем ти. Како се они дознали, ја нисам улазил у тим, кажем ти, ните то моје било. Или, кажем ти, има, кажем ти, обавешни служби седели, кажем ти, надогледаче, операторе, налистаче. Јас сам био, кажем ти, како то би кажали, кажем, српски теренац. Добро. И одлучувате да го убиете Јосип Брос Тито? Ја. Значи 63 година. Ја. Ти како теренец, соработник на ЦИЕ, добивате информација дека Јосип Брос Тито ќе има 2-месечна турнеја по земјите прво на Јужна Америка, 2,5 месеци. подоста и на Северна Америка. Тие податоци на читевите ги дават од ЦИЕ. Да. И вие одлучувате дека треба да се ликвидира Јосип Брос Тито. Да. И од на територија Јужна Америка. Значи да не биде на територија на Америка. Не се. Туку на територијата на Јужна Америка. И вие се префрлате како група од тројца членови на територија на Јужна Америка. Како оди целиот тој пат? Можеш ли да ни го објасниш? Па јас сам вам кажа, ми се пребацуваме, кажете, ми сме имали свој, кажете, лажни документи. Кои ви ги дава ЦИЕ? Па јас се правил документи. Јас има неки пут, ако ми е требало, кажете, 10-15 пасош. И како доаѓате во Јужна Америка? Ми сме дошли, кажете, прешли, кажете, у Алпасо, јас сам прешao у Алпасо као амерички војник. Сам био млад, кажете, прешao сам легално. Значи, од Тексас во Мексико, прешao сам, кажете, аутом. Американски војник. Амерички војник. Кај сам био се таму, кажете, со моји пријатели, мои двојца су прешли као новинари. Двојцата? Као новинари. Са не е важно име, да кажем. Ти луѓи се, кажете, еден још живи. И од тамо, значи, преминута подоцна во Бразил? Кај сам прешao тамо, кажете, веќе, кажа, ја нисам више Никола Каваја, нео сам, кажем ти, Адолф Милер. Тоа ти беше името тајно? Па тоа име.
I ne znam koliko sam ima tajne imena, kažem, to mi je bilo ime isto, kažem ti, u Legiji stranaca, Adolf Milan. I dolazim u Južnu Ameriku, dolazim u Braziliju. Tamo već, kažem, mene čekaju ljudi tamo. Znači, već čeka vrskata, znači, cijelata struktura je već razraботена. Ma čekaju me ljudi, poznati ljudi sa kojim ja kontaktiram, koji će da mi daje lokaciju. Jer ja ne znam, kažem ti, gdje će on da osede, znam, kažem ti, u vladi i tako dalje, koji hotel i gdje će da bude stacioniran. Ja tamo, kažem, dobijam podatke. Zapravo ja te podatke imam, kaže, pre 3 mjeseca nego što on došao, kaže, ja te... I kako planirate cijelo to atentat, kako je planirate operaciju? Mi, kažem ti, na taj, kaže, zadatak, mi smo znali, kaže, da tu ne možda ostaneš živ. Pošto je naš turist. Ja sam tamo, kaže, pojavljivao, kaže, kao sveštenik. Znači ti si imaš sveštenička oblika tamo? Oblika, uniformu sveštenik i pasoš sveštenik, bre. Ovi su bili, kaže, kao novinari, movie kamera ima, ali u movie kamere ima, kaže, pištolj. Znači pištol od teba kamerata? Pa da, 357. Nisam ja ima kameru, ja sam ima, kažem ti, kao sveštenik, samo pištolj 45 Colt. Ovi su imali, kažem ti, u kamerama, kažem ti. Ali Tito nije se pojavljivao niđe, kažem, gdje je bila masa naroda. Znači, on ne se pojavljava kao što ima mnogo ljudi, kao što vi može da ga ubijete? Pa da. Čekali smo ga u Braziliju, čekali ga u Meksiku, čekali ga, kažem ti, uopšte Tito Josip Broz nije izlazi iz rezidencije. Znači, vi ušte dvajca su robotnici, koja gledate дека не може да се изврши тој атентат врз Јосип Брз Тито на простор на Јужна Америка, одлучувате да го пратите до Вашингтон и тамо да извршите атентат. Не. Nama je bilo, kaže ti, saopšteno od Centralne obavještajne službe da u nikom slučaju da se ne izvrši, kaže, ubistvo Josipa Broza Tita na teritoriji Jugoslavije. Da se ubije na stranu, kaže, Južne Amerike, da ne bi oni imali odgovornost. Znači, Amerikanci da velat, nemojte na teritorija na Ameriku. Ne, pa da. Ali mi kad smo prešli, mi smo 3 Srbina. Znači, vi samo inicijativno odlučujete? Pa sigurno, samo inicijativno. I kada se obuduvate da ga ubijete? Od 15. oktobra do 23. oktobra on je pustan, on je došao tajno jugoslavenskim avionom, ne u Vašingtonu, nego u Williamsburg, država Virginija. I to je nama najbolja šansa bilo. Tito je nama tu pobegao, kaže, izmaka ubistvo, može biti za 4-5 minuta. Znači, vi bi moželi tamo da ga ubijete? Ja sam bio tu, kažete, ja sam poznavao tu bazu. Ja sam uišao tu kao kapetan. Ja imati fotografiju u knjigama, to kaže... Znači, vi vлагате u ta baza kao kapetan na amerikanskата... Ja! Da sam tu došao, kažete, 5 minuta prije, ja sam došao u Washington, smatrajući da je on u Washingtonu. Washington, Williamsburg, oko 90 milja. Znači, nekada mu stoji 50 kilometri. I Tito, vidiš, vi ne znate, kažem ti, Tito nije bio naivan čovjek. To je prvo bio, kažem ti, kriminalac, zatvorenik. On se nije služio autima. Da li vi to znate? Da je Tito bio prvi čovjek, kažem ti, koji je uzeo helikopter u Americi. Znači, Tito ta baza u Williamsburg u Amerika do Белата куќа во Вашингтон со helikopter se prefrala? I tamo i ovamo, i oba dva pravca, kažem, služe se helikoptera. Jednim helikopterom bilo 3 helikoptera. Jer mi nismo prepostavili da će onda da se služi helikopterama. Tada mi nismo imali, kaže, sredstva, kaže, za rušenje helikoptera. Znači, za 4 minuti Tito u stvari... 3-4 minuta sam, kaže, da smo došli prijatelji, on se, kaže, pojavio, kaže, ispred, kaže, garnizona. Zgrade. Josip Broz Tito, mogao sam da ubijem Jovanku, mogao sam da ubijem, kaže... I sa što planiraše da ga ubiješ, sa kakvo oružje? No, ja sam imao, kaže ti, oružje, u to vreme, kaže, ja sam naoružan bio sa američkim vojnim pištoljem Colt 45 sa 8 metaka. Znači, tu trebaše da od neposredna blizina da ga ubiješ? Pa nešto da ga gađaš ti, kažem ti, sa kilometra, sa 2 metra, 3 metra. Ti беше spремен дека може да те фатат, дека може да те пат неговото обезбедување? Pa vidiš na to, kad se ide to, čovjek ne gleda i niti ima vremena da računa o smrti. Znači, ti si pomiren дека може да биш убиет? Ja sam bio 100 puta u takvim situacijama, biti ili ne biti. I ušte ti je maka дека не го убио Јосип Broz Tito тогаш? To ti беше веројатно недобра шанса? Nije mi dobra šansa bila, kaže, ja vazda sam bio spreman da dam moj život za moju porodicu. A moju porodicu, moj život, da ubijem Josipa Broza Tita, pa poslije njega živeo, kažem, 1 sekundu.
ili Tito mene za to zadužio. Се уште ти ја макаш, не се губило и се простито? Meni nema šta muka, Bog dušu da mu prosti, protiv mrtvi nikad neću da govorim. A mene je žao, kaže, to je najveća, kaže, mene žalost u mom životu što nisam, kaže, ubio Josipa Broza Tita. Дали во Вашингтон, подоцна кога он доаѓа во Белата куќа, имаш исто така некоја шанса да го убиеш Јосип Тито таа 63-та година? No, nismo imali, kaže ti, Tito, kaže, čuvao ga, kaže ti, čuvao ga sekret policiji, čuvao ga FBI. Da li vi znate da je bilo, kaže, 14.000, kaže, policajaca, kaže, koja ga čuva, kaže ti, u Astoriju, u Njujorku. Значи тоа е тогаш во Валдорф Асторија хотелот. Tu se isto bio. И 14.000 полицајци не FBI тајната полиција? Ne, uniformu. Во униформа? Ja, 14.000, nije, sa 33. sprata nije izlazio uopšte. Цело време? Cijelo vreme je bio tada, kaže, ministar Amerike, kaže, State Department, Din Ranski, Tito, Koča Popović, mogao se da ubije Koču Popovića. Onoga Žeželja su ubili, kaže, emigranti od Batina, komandanta garde, Milana Žeželja. Ja ga nisam. Šef na obezbedувањето на... Ja, Milan Žeželj, kaže. И добро, очекувате ли дека Вучко толку ќе преживе? 1984 година, значи тој пред 32-33 години, Да. Олимпијадата, помина години и години. Јас не се сеќавам дека символот на било која друга или маскотата на било која друга Олимпијада во светот, дали летна, дали зимска, има толку долго преживеано. Не, ни една маскота, ни една олимпијаде, фудбалског натјецања, ништа не е преживела више него онај терминот такмичења. А видите, Вучко е сада, мислим, у Сарајево ускоро веќе живли него што е био пред 35 година. Ви имате некои, да речеме, нацрти, скици, како сте дошли до Знаете, било е то далеко, то смо све радили ручно, па то горе, али све едно да вам кажем, видите, то ми е копија, јер оригинал се на jednoj последној изложби пред 2 години изгубио, не знам где е, нисмо ga нашли, још ga тражимо, оригинал овог цртежа, jer vidite, ovo je originalni crtež, jer i ja sam ustavio zub, a mi smo posle u debati, jer su svi kazali da će biti problem sa Vukom, jer je kao krvoločna životinja, pa da mu ta zub izbacimo, da izgleda prijaznije tako. I tu mogu reći još jedan, što mi je kazao Ante Sušić, predsjednik grada Sarajeva u to vreme, mislim da je bio predsjednik Olimpijskog komiteja ili nešto, nekakva funkcija. On si izmislio olimpijadu i on mi ovako kaže na drugom ili prvom sastanku. Ovako smo sjedili, on kaže: Joža, ako dovedeš ovog Vuka među narod, svaka ti čast. I doveo sam ga među narod i već još živi 35 godina. 35 godina. Da, to je vjerojatno najstar volk na svetot. Verovatno. Значи вториот обид за атентат на Јосип Broz Tito е 71 година. Значи некаде 8 години подоцна после тој првиот обид за атентат и повторна негова официјална посета на Америка и средбата во Кемп Дејвид со Ричард Никсон, кој е тогаш председател на Соединетите американски држави. Дали тука имаш поголема шанса да го убиеш? Не, ние се има, каже, опште тој каже Кемп Дејвид одржава Кемп Дејвид, тој е, каже, еден бункер кој се налази и, каже, одржава Меријан. Ти бре, каже ти, ja sam vidio, kažem, dvogledom, kažem, to sam ispao na jedno drvo veliko. Bio sam tada kao američki, kažem, policajac, state trooper. Znači, toga si со униформан американски полицаец? Pa da, ima se i dokumente. I su se obudeš da vlizeš u Camp David? Ja, i došao sam, kažem, tamo, kažem, uopšte, kažem, došao helikopterom, kažem ti, uopšte, samo jedan jedini put sam vidio Josipa Broza u te 3 atentata, vidio sam, nisam ni vidio ga. To je bilo, kažem ti, 63. godine kad je prošao limuzinom i to one way, znaš, protiv Projila, gdje je njegova parada otišla, kažem ti, Amerikanaca koji su ga ispratili do Broda, on je posle iz Amerike otišao, kažem ti, za Kanadu, iz Kanade vratio se za Jugoslaviju Brodom. Znači, samo jedna 63. го гледаш.
Сега 71 година воопшто не го ни гледаш Јосип Брос Тито. Nije, uopšte nije bilo šanse. Ni 71. ni 76. 70, kažem ti, njegov posljednji dolazak marta 78. godine u Washington, tu sam u Washingtonu čekao. Čekao sam ga i to bila jaka grupa, kažem ti. Ja verujem, kaže, ne verujem, kaže, da, tačno i Hrvati su ga čekali, ne samo Srbi, nego i Hrvati. Значи, и тој втор обид за атентат врз Јосип Брос Тито во Кемп Девид 71 година, пропаѓа е неуспешен. Неуспешен. Меѓутоа не се предаваш, пробаш уште еднаш, тоа е 78 година, кога Јосип Брос Тито... 78 година он дошao марта месеца, најпрво штампа, знаеш што он каже ти правила, кажем ти, лажи. Navodili su da je Tito umro u putu, to ovo, znači znali su da je mnogo emigranata. Sve u svemu ti kažem da mi skratimo priču. Po mom ubeđenju, ja sam bio operativac, profesionalac. Josipu Brozu Titu su spasili, kažem, živote jugoslovenske emigranti i antikomunisti. Kako ćeš ti da izvršiš, kaže ti u New Yorku, kaže atentat na Josipa Broza Tita u Astoria hotelu, kaže, kad imaš, kaže, 10.000 demonstranata Jugoslovena ispred, zatvorili, kaže, zatvorili, kaže, 5. aveniju, zatvorili sve, kaže, ti, nije budala bio, kaže, izlazite. To ti po čitavoj Americi bilo. I u Chicagu, i preda on nikad nije bio u Chicagu, kaže ti. To se desilo i 68. godine, marta mjeseca, kad je došao, najprije su govorili da je umro, pa nije umro, kaže, prelažnjao, pa i tako dalje, kaže, došao i tu on stao kratko vreme i vratio se. Tito je bio u Ameriku 4 puta. Jednom, kaže, prvi put je bio 59. godine, tada nije se učestvovao, tada sam bio u Legiji Francuskoj, u Africi. On je došao posjetu organizaciju Ujedinjenih nacija, ne Americi. To je 59. godine, a prvi predsjednik američkih država koji je doveo Tita u Belu kuću, to je John Kennedy, 35. predsjednik američkih država. Poslije Nixon, 71. i Carter, 78. И ти, во сите ти обиди не успеаш да го убиеш Јосип Брос Тито? Не успех, да кажем ти, да успел, среќа и за тебе, и за мене, кажем, и за нација. Тоа што е фасцинантно, почитувани гледачи, дека е на вака мало место, како што е Кумровец, кој денес едва е број 500 жители, има изнедрено или има родено таква личност како што е маршалот Јосип Брос Тито. И тоа остава простор за мноштво шпекулации. Тито знаел да говори странски јазици, бил одличен мечувалец, бил одличен скијач, можел да свири на клавир, играл валцер како да е од кралско семејство. И тоа остава простор за тие шпекулации подоцна да бидат претворени во најразлични приказни, дека Јосип Брос Тито фактички не бил оној Јосип Брос Тито кој роден тука во Кумровец. Знаете, и тоа е просторот на шпекулациите. Ние тој простор на шпекулациите го третираме бидејќи ни е интересен, меѓутоа ако се држиме до фактите, тука во Кумровец на 7 мај 1892 година е роден Јосип Брос Тито. Дали бил вистинскиот или не бил вистинскиот Јосип Брос Тито, тоа е денес дефинитивно една од најмаркантните личности на овие простори последните 1 или 2 века. И ова место мало раѓа еден таков великан како што Јосип Брос Тито. Pa evo vidite, mi ne kažemo bez razloga da je Kumrovec najpoznatije selo na svijetu i evo dogodilo se da zaista iz tako jedne male ruralne sredine se rodio jedan svjetski poznati čovjek, velikan svoga razdoblja, svoga vremena, intrigantna osoba i za današnje populacije, za današnju povijest. Имаше тука на времето она стара политичка школа, или како се нарекуваше Кумровечка школа. Функционира таа, активна е или запоставена на некој начин на забот на времето е препуштена? Dakle, nažalost, bivša zgrada političke škole danas je vrlo devastirana. Ona je izvan funkcije
i nažalost u njoj se danas ne održavaju nikakvi sadržaji. Кога прекинува твојата соработка со ЦИА? Ти си некаде од 57 до 71 година близок соработник на ЦИА, учествува за потребите на ЦИА не само во организирање на атентати врз Јосип Брз Тито, туку и во одредени акции ширум Источна Европа, не знам, од Полска, Чешка, Романија, Маđarska, Бугарија. Mi smo, kaže, pa do 71. godine stajala centralna obavještajna služba, CIA, lično za mene. A za druge stajala, kažem ti, Škotland Yard ili M5. Tu emigranata mi smo imali kontakte svukuda po Evropi. Najbolje smo imali kontakte i veze po Evropi. И што најмногу ги интересира американците од тебе? На какви задачи најмногу те праќа? Pa izvršio sam ja, kaže ti, dosta akcija od kojih ne treba neke da govorim, kaže ti, ali dizanje... Имаше бивано луѓе за потребите на американците? Ja sam prvi put ubio čovjek kad mi je bilo 12 godina. Znači ti stana navika posle toga? Nije to navika. Nisam ga ubio, nego sam ga bacio u bunar. A za американците, за потребите на американците имаше бивано? Nema, nikoga nisam ubio. И кога одиш горе, да ти ги простат греовите, што ке све треба да кажеш? Колку луѓе на душа носи Никола Каваја? O tome se ne priča, kažem ti, ali kažem ti, jedno ti kažem da Tito bio moj zatvorenik na teritoriji Amerike. Izvršio sam, bombardio sam i konzulate, ambasade. Na poranešna Jugoslavija? Pa razbio sam 67. godine i januara 27. razbio sam sve ambasade i konzulate na teritoriji Kanade i Amerike. 6 konzulata i ambasada. Znaš koliko je to dalina? Od Vancouvera do Čikaga 4.500 milja. I to je bilo, kaže, 2 minuta zakašnjenja. Сите у исто време? Isto vreme. To je prva akcija, kaže, koja je potresla Ameriku i ima to baš, eno ti tamo sve te... O čemu ti govori, ja to imam, kaže, podatke. I to se radi sa voljom. Kada je prekinula твојата соработка со американците и со ЦИА? Кога прекинува и зошто прекинува? Ne, Amerikanci su mene tražili i da radi za njih i 92. i 93. i 95. i 97. godine. Ja sam bio u zatvoru. Ti si во затвор. I dolazili su kod mene. Зашто те осудуваат американците? Зашто те стават во затвор? Kaže, stavljen sam, kaže, zatvoren sam zbog pokušaja ubistva, ne ja, nego nas 6. Zbog pokušaja ubistva Josipa Broza Tita posljednji put kad je bio u Americi, to je 78. godine. I dizanje, kaže, ambasada. Tije 6 konzulati i ambasada na Ma to nije to jedno bilo, to je bilo, kaže ti, 20 puta. Bombardovanje su bila, kaže ti, od 1900... Moje, kaže, bombardovanje su bilo od 57. do 78. godine. Dobro. I koliko godini si во затвору Америка? U Ameriku sam osuđen zbog, kažem ti, terorizma, ubistavan, kidnapanje 2 aviona, pokušaj atentata na Josipa Broza Tita na 2 doživotne robije. На 2 доживотни роби. Ja. И колку отслужуваш? 20 godina. Каде служиш затвор? Od 1978. do 1978 do 98. Во кои затвори си во Америка? Ja sam prvi čovjek, kažem, koji je iz Evrope, ne iz Jugoslavije. Prvi čovjek, kažem, koji je prešao, kažem, prag novog Alcatraza, to je Nikola Kavaja. Значи до тогаш ниту еден осуденик кој влегол во нов Алкатраз? Nikada nije, kaže, nijedan susjednik, kaže, živ izašao iz Alcatraza sam ja. Ali ja sam, kaže, postat u tom zatvoru u Alcatraz protiv svih propisa i pravila i zakona Sjedinjenih Američkih Država. Mene, kaže, posta tamo u zatvor moj prepostavljeni, za kojeg sam radio od 1957. do 1971. godine.
pukovnik Carson Norman. On me poslao. To je polkovnik na CIA. To je pukovnik na CIA, kaže, on me lično poslao. Имаме тука таа финална верзија. Ovo mislim da je gde, evo da ga nađemo. Ovo je finalna verzija, a da ga imamo ovog većeg imamo gde. A evo ovde jest neke, isto ovde se lijepo vidi. Тогаш вие ставате ова портокалова боја. Ова она финална верзија. Ova koja je bila i u logotipu olimpijskih igara. Значи веќе нема зап, да не делува како крволочно животно, ака е помирољубив, значи tako miroljubiv, ali ipak ja sam, moja odbrana je bila da ipak Vuk krvoločan da preživi u toj divljoj naravi, ne? Tako da... Гледате, војната што се случува тамо, 8-9 години после тоа, 92 до 95 година, покажа на вистина дека тамо за да преживее човек, треба да биде волк. Да биде малку крволочен и да може да се спаси од сите тие. Да се спаси од свега тога што е било, да. Значи тоа е преживува една држава, па преживува војна, па преживува други распади на одредени држави. Што све нема преживеено Вучко во изминатиот период, a se уште во кондиција. Da. I mogu reći, ja ga i u svijetu još danas, gdje god se sada manje, ali par godina unazad, što sam išao po sajmovima to u svijetu, nije bilo skoro čovjeka da nije znao za Vučka. I to sa perfektnim izgovorom Vučko. Поради трите обиди за атентат врз Јосип Броз Тито и серијата на терористички акции на територијата на Америка и територијата на Канада, односно неколкократното кревање во воздух на југословенските амбасади или конзуларни представништва во Америка и во Канада, Никола Каваја беше суден и на крајот беше осуден на 2 доживотни затворски казни. Меѓутоа, додека трае судењето, тој можеше да се брани од слобода. Mi smo zatvoreni bili da se branimo sa slobode. Ja sam izašao napolje, kažete, iz zatvora, ili jedna osoba dala za mene $375,000. Kao garancija, kao kaucija. Додека се брани од слобода, тој е по 24-часовен мониторинг на агентите на ФБИ. Меѓутоа, покрај тој 24-часовен мониторинг од агентите на ФБИ, Никола Каваја успева да направи 2 бомби и со помош на тие бомби да ја реализира операцијата за киднапирање на авион на релацијата од Њујорк до Чикаго. Ја направио бомбе и ујутру кажам, дигнем се. Ово ја вама што причам, али тоа е истина. Uzme taksi, ja sad, pošto sam vojnik bio, nikad nisam nosio, kaže, one široke pantalone, znaš, Boško ima, kaže, kod mene, kaže, ja sam imao veliku kuću, ja uzmem Boškovo odelo, uzmem jednu, kaže, jednu granatu, uzmem od moje čerke dugačke, kaže, te čarape, stavim jednu granatu, drugu granatu, tu, pogledam se na staklo, sve u redu, izlazi napolje, policija, bre, FBI. Uzimam taksi, dolazi do Njujorka. Iz Njujorka, kaže, ti drugi taksi mu uzima Makedonac. On ne zna, on uopšte, on mene zna, to je Boškov drug, ali tako se desio Makedonac. I on mene, ja ga nisam ni primetio, on kaže, zdravo Nikola, kaže, pogledam, zdravo, kaže, pa šta radiš ovdje? A on zna slučaj, kaže, znaš, preko novina to ti zna. Kaže, idem, kaže, na sudu, kaže, za Čikago. I došao sam na aerodromu, ima sam takvu tašnu, ima sam sudski materijal i u nju ima sam 36 štikova Herkules nitroglicerina. Ima sam 2 bombe, M115, artileričke, što sam ja napravio preko noći. Jer sad treba, znaš, da prođeš detektor, sad ima dva načina. Pogledam putnike, znam aerodrom kao ovaj tu sobu. I vidim, kaže, znaš ove alpince, koji što idu po... Da, što se kačaju po planini. Imaju one čuture tamo na torbak, na rusak. Muškarac i žensko bilo. Kaže, ja ću s njima da uđem.
Ja sam bio spreman. Ako ne prođe tu, policajac jedan, policajac drugi. Dva policajca drugi. I prođe, onda zvoni džit. Sa takvim policajac uzme pištolj i ubije me. I uđem u avion. Znači ti ubijaš policajac? Ja bi ubio. Ali ja nisam ubio. I opustim ove, kaže, pinci ispred mene. Muž i žena, šta ja znam, kaže, ženska i muška bila. I oni ispred mene, a za njima, kaže, ono, zvi. I onda policajac, ja tako prođem unutra. Sa eksplozijom. Dođem, kaže, u avionu, kaže, ti, sedište F-23. 36 s jedne strane, 32. I tako, kažem, sad ja sam prošao glavnu, sad ovo sa mene, kaže, ništa. Sad sam ja gospodar aviona. 23 години пред појавата на Осама Бил Ладен, Никола Каваја, како што сами одвели, е претходница или пионир на тоа политичко делување или со помош на киднапирање на авиони да може да сосврат одредени политички цели. Тоа што го направи 2001 година Осама Бил Ладен и неговите структури со рушење на зградите во срцето на Њујорк, Никола Каваја сакаше да го направи 1978 година со рушење на зградата на Централниот комитет на Сојузот на комунисти на Југославија во тогашна СФР Југославија. U Njujorku menjam avion drugi, veći. Значи ја враќате посадата, зимате нова посада. I novi avion. Која е марка новиот авион? 707. Значи Boeing 737, а? Ja. 707. Добро, 707. Ja. И каде заминувате подоцна? На Едруму. Не, подоцна од Њујорк со тој авион вие заминувате во Јужна Африка. Ja menjam, kažem ti, posadu i, kažem, idem za Južnoafričku uniju. Jer sam tamo imao, kažem, prijatelja koji je bio komandant vojske Južnoafričke unije, bio legionar samo zajedno, samo on je otišao za Južnoafričku uniju, Mihajlović Ivan. I Južnoafrička unija odbija mi politički azil. А вие стигате со авионот до Јужна Афричка република или доека летате према Јужна Афричка да Ja prošao Evropu, kaže, prešao, kaže, u Afriku. Iz Afrike se vraća, kaže, za Evropu. И бидејќи не добивате политички азил во Јужна Африка, се враќате за Ирска. Za Irsku. Ispustam se u Irsku. Irska mi daje, kaže ti, politički azil, sve. И каде се спуштате во Ирска, во кој град? U gradu Šenonu. Колку време сте тамо? Spustio se oko 22. oko 3 sata posle podne. Avion sam kinda po 19. Значи таа драма трае околу 3 дена. 3 dana. Американците ги исполнуваат сите ваши услуги и услови кои ги барате? Amerikanci za sve vreme, kaže, moga leta, kaže, pratio me, kažem ti, 2 F5. Фантомите овие што се. Fantoni, na koje sam ja neka letio. Пробаа да ве струшат некое време? Nije, kaže, nisu provali da srušati ili bi srušili i svoju posadu. Не добива политички азил во Јужна Африка, не добива политички азил во Ирска. На крајот Никола Каваја е осуден на 66 годишна затворска казна или на 2 доживотни затворски казни. И што се случува во Ирска? Vlada Irske mene obećava politički azil, zato sam se ja ispustio. Ja sam pregovore vodio dok sam bio u vazduhu. Ali znaš šta je šteta što sam ja bio sam. Da sam imao druga s sobom, jednoga, kažem ti, to bi... I oni su sve, kažem ti, obećali da će dobiti politički azil. Ja sam predao moje, kažem, bombe, moje, kažem ti, oružje. To su samo telefoni zvonili, kažem ti, Irska, Amerika i tako dalje. I poslije, kažem ti, 24 sata mene dolazi ministar. Šta je bio policija, tako dalje, kaže, izvinite, kaže, gospodine Kavaja, kaže, mi smo mala zemlja, nama je žao što vi, kaže, otkazujemo, kaže, gostoprimstvo. И кога не добивате политички азил, што се случува? Случа се, kaže, ja sam isporučen, kaže, Sjedinjenim Američkim Državama, kaže, ti u Njujorku, u vojnoj bazi gde sam nekada bio, kaže, na obuku, 59. godine, u Fort Dix, New Jersey. И осудени сте на 65 години робија. И робија, и 65 година, каже, робија. И сега ви е се уште жал што не го струшевте авионот во зградата на ЦК на Југославија? Па сигурно би жал био, да е овај твој македонац изошо, ја би то урадио.
Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.